Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Прв пат во мојата кариера ќе посветувам една емисија на една појава која јас лично уште од многу одамна ја следам, ме фасцинирала. Се работи за неидентификуваните летечки објекти, UFO, НЛО, со која денеска се повеќе и повеќе зема замав, а благодарејќи на социјалните мрежи, на дигитализацијата, се повеќе ни се поблиски сведоштва, фотографии. За цево ова има многу мистерија, има многу лага, но има и многу интересни работи. Она што сакам да го вечерва да го дебатирам, нема да биде монолог, туку ќе биде разговор со двајца гости кои се тука во студиото. Можеме од мојата лева страна е господинот Владимир Филевски. Добро вечер, добре дојдовте. Од редакцијата на списанието Емитер. А од моја десна страна е Радан Митрович, веќе по трети, четврти пат овдека гостин, стален соработник наш од Скопското астрономско друштво. Добро вечер. Ви благодарам што се озвавте на поканата. Скопското астрономско друштво сме го представиле повеќе пати, им е познато, вие сте моментално во фаза на вашиот проект на почетен курс на астрономија. Почетен курс на астрономија. А Емитер, со кого одамна се надевам на една соработка, конечно започнува. Емитер е списание едно од, да речеме, стручно списание кое својот квалитет не го промени во најпозитивна смисла на зборот веќе децении. Од кога постои Емитер? Првиот број излезе август 1995 година. Значи пред 20 години. Честито, одличен јубилеј. Уште малку, па да, 20. Едно од ретките списанија што доживеа 20 години. Мислам дека дали уште две евентуално се отплика толку стари месечни списанија зборуваме. Беше тешко, напорно, меѓутоа ето успеваме сепак некако. Емитер е, ето можам да кажам, чедо на нашиот главен уредник Слободан Таневски. Ево неговото чедо веќе е полнолетно е, може да пуши, да пие. Да, значи, и да брка женски. Добро, ќе разговараме за таа работа. Да го промужиме. Шега на страна. Значи тоа е списание за популаризација на науката и техниката, макар што од почетокот почнавме како списание за електроника. 2002 година, јануари месец, го проширивме концептот и тоа е сега едно општо списание за наука и техника со дел голем за електроника, за самоградби. Тоа е, да кажеме, мешавина на поранешното списание Галаксија со сам свој мајстор. Така накратко да го опишеме. Ако некој го памти Галаксија. Но верувам тие што следат секако ја памти. Добро. Темата за која ве викнавме со Емитер секако ќе имаме и натаму веќе се договоривме, почитувани гледачи, дека во наредниот период на еден подолг рок со Емитер ќе имаме една соработка на многу теми. Тоа ќе натаму очекуваме да разговараме на теми и астрономија, Никола Тесла, наука, направи сам електроника. Но започнуваме деновиве, се договоривме да зачнеме една тема која многу ме интересира. Сепак и двајцата сте вие луѓе од науката, да. Но може да заклучиме дека НЛО или УФО по дефиниција не е тоа како појава, се негдека после Втората светска војна започнува. И од тука почнува една цела, се развива една приказна, една фама околу целото тоа. Може ли еден вовет вака? Прв пат називот летачка чинија и всушност самата појава е 1947 година, кога еден пилот аматер Кенет Арнолд се вика летал 24 јуни ми се чини дека беше тоа. Да. Во државата Вашингтон на планината Рейнер
вршел нека обиколка таму и забележал 9 објекти кои според него се движеле многу брзо и биле како формација нанижан еден позади друг и тој ги проценил со оглед на, да кажеме, врвовите околни планински, дека се долги 600 метра и се надалечина од некои си 25 милји. И се движеле, бидејќи се толку далеко и многу брзо се движеле, исто проценил дека брзината била негде 2000 км на час, што е и за денешни поими многу. Кога слетал, направил интервју со локален вестник и од тогаш почнала фамата за НЛО. Интересно е што тука може, ако може да се погледне сликата број 10 пишува таму, тоа е да видиме дефиницијата што е всушност НЛО, односно неидентификуван летачки објект. Бидејќи Кенет Арнолд всушност опишал дека не се тие во облик на летачки чини, него во облик на полумесечина, така да опишам, прилично тенка, значи плјосната, и се движеле многу, како кажам, како кога ќе се фрли чинија или плоснат камен по површината на водата. И така новинарите го со рикошет, така да, со затоа што го паметам, тоа е фотографија, он е воен пилот, он вози, он летал на не бил воен пилот, тој бил пилот аматер, меѓутоа бил во еден склоп на неколку авиони кои вршеле помош, ако некаде некој, да кажеме, пожар има, визидувале, кажувале каде е пожарот, помош едноставно на цивилната служба во Америка. Тоа бил авион со пропелер, во тоа време, старите. Мал авион. Мал авион. Фотографии не е направил. Не, меѓутоа имал цртеж кој е приложен, може да се види, ако може да покажа таму од режијата, слика 11. Тешко дека ќе можат вака у режијата не сме доволно екипирани, едино ако да идеш таму да им помогнеш па колегата кога ќе овакво, бидејќи во последен момент не се договоривме, ја не знаев дека ќе имаме фотографии, непосредно пред емисијата ги добивме фотографиите, не ни знаевме, иначе ќе тешко да можеме вака без барем ден договор да можеме тоа да го илустрираме како што треба. Како и да е, значи тој прв цртеж воопшто не личи на ниту еден што после се наводно виден или па фотографирани. Сосема се разликува. И има различни видувања што би било тоа. Дори имаше една емисија на Discovery, го реплицирале летот на Кенет Арнолд со сличен авион, со пропелер, нели? И според неговите кажувања изгледува дека не е баш така. Врвовите на планините кои ги гледал, се знае точно маршрутата каде идел, не е тоа како што тој го кажува. Така што кој знае што видел, невозможно да се каже што е. Дори имаше и едно објаснување, тоа биле пеликани прилично близко до него. 9 пеликани си летале, многу едноставно. Радан, ова е на некој начин дефиницијата и првата појава. Се извинам, заборев, дефиницијата. Таа си е кажана од военото воздухопловство на американската држава. Дефиницијата е многу јасна. Значи, НЛО е секој објект летачки кој според своите летачки својства и според некои други специфични својства не е дело практично на човекот. Значи, не е познато со такви својства на земјата. Автоматски тоа значи дека НЛО-то е од вонземно потекло. Многу јасна дефиницијата и тоа е најдобра дефиниција што е до сега напишана. Добро. Може да го чујам твоето мислење, па ја ќе имам со моите подпрашања, иначе нема да дојдеш до збор, ако веќе почнем. Вака, ние во цивилен живот, во најсекојдневни живот што го имаме, често и го потребуваме тој збор очевидец, значи нешто си видел, дури во судството е кој ќе одите не може таму за таа институција човек што видел е многу битно. Затоа што тоа ние го сметаме за релевантно и као можда најголем врв во судството. Значи, ако имате некоја парница, нешто се случило, некоја сообраќајка, ако некој има сведок дека вака како се случило, тој што ќе посведочи, тој веројатно така ќе иде и ќе победи. Меѓутоа, тоа во наука не важи. Значи, ние сме со некои тие чула што ги имаме многу лажливи, поготово очи. Значи, тоа што сте виделе со око, речиси во наука да ништо не важи.
Во наука очевидец се третира за најниско ниво на доказливост. Затоа што нашите очи може да се излажат на мали милионачи. Сите ние сме слушнале, кој употребува интернет или прочитал некој вестник, има 100 мали милион на овие оптички варки со кои може да се измени вашиот вид. Тотално да погледнете на лист кој ќе го завртите за 180 или за 90 степени, погледате некоја слика или ако гледате некоја точка 30 секунди, тргнете на бела површина, може да видите разни ликови. Значи тоа е само заради тоа што нашиот мозок може многу лесно да се превари. И тие, поготово во такви ненормални услови, како што сте летови на високи височини, каде што кислород не ви е баш во доволно количина во мозокот, каде што вие вашите рефлексии не се згодни за реагирање. Плюс, наш човечки вид не е еволуирал за да ние гледаме 10 милји или 20 милји удалечина. Од таму не ни доаѓала опасност од некој предатор, нити сме па ние ловеле жртви на 10 или 20 километри. Нас интересирало што се случува на 100, 200, 300, 400, 500 метри и тука се завршува нашиот поле. И така сме еволуирале. Така да ние можеме да одредиме нашиот плен, ако сме го бркале, на 100, 200, 300 метри. После тоа више не можеме да одредиме точно дали се работи за километар, 2 или 5, затоа ние кои ви гледаме авиони кои 10 километри на наша глава, мислиме дека ќе се судат, а тие се со километри оддалечени од други. Ние не можеме да гледаме во длабочина на таа толку голема далечина. После 500 или километра за нас е све исто далечина. Можеме со планини евентуално да разликуваме, меѓутоа во височина, кај што обично се наоѓаат тие УФО или НЛО, за нас е тоа тотална непознаница. Така да скоро сите можеме да кажеме дека се предмет на оптички варки или на наменски варки, каде што луѓе во влетале во шема. По мене, поготово во модерното време, експлоатација на НЛО се должи за тоа што поготово во земји како што се Америка и Запад, нели? Али Америка посебно што тоа огромен пазар каде што тоа можете да продадете. Таму можете да продадете дека сте родиле возенско бебе, дека ве земале земјани, дека ви дошле во дворот, дека правеле ова или она. Мислим, приказни имате мали милион, меѓутоа што може да се верува тоа? И уште нешто, тоа е многу битно. Зошто се јавува во 47 година прв НЛО? Затоа што тогаш веќе луѓе, значи првиот авион е 903-та, нели браќа Рајт, така. Почнува авиација. Луѓето осознаваат нешто, дека имат нешто над глава што лета, а што не мафта со крило. Пред 903-та било што летало горе, морало да мафта со крило. И луѓе што гледале пред тоа? Гледале анџели. Затоа денес како имате анџел кој ќе видите, имате анџелски крила. Затоа што само така може човек да се види во небо, легендата за Икар, човек со крила. Од 903-та браќа Рајт измислуваат авион, нешто што лета, морам да признам дека ако ќе го гледам прецизно историски, браќа Рајт не го измислиле прв авион кој што лета без да мафта со крила, тоа се должи на германец Ото Лилиентал, кој трагично загинал експериментирајќи нешто слично како овие змаеви денеска што летат овие параглайдери што ги гледаме. И тоа е фачки да кажеме праотец на денешни летала кои не мафтат со крила. И од таму сега почнува, значи требало едно 50 на години да поминат, луѓето да сватат дека на небо имат некои си машини кои летат без да мафтат со крила и од таму почнува да се развива човечка машта. Од таму и да сите тие приказни. Вака, многу ти благодарам. Знам дека си човек кој исклучиво се занимава со научниот доказ, со научна вистина, но неколку работи не идат во твој прилог, ти самиот што ги кажа. Едно е, нашата еволуција на видот, дека ние може лесно да се прелажеме со тоа, кога би било така, ние ништо не би знаеле со астрономијата, а со астрономијата човек се занимава откако постои. Значи, дури на пештерите имаш цртежи на она што се случува на небото. Од друга страна, сметам дека човекот и тоа како наблюдувал и знаел да примети што се случува, што не се случува. Интересно е што првиот UFO сайтинг, кој се вика дека е 47-ма, по мене не може да е така, затоа што историски имаме многу појави по мас медиум. Тоа е точно дека е 47-ма. Најсимптоматично ми е, кога прв пат ќе се спомне за ова,
Зошто не пријавило полиција, зошто не пријавило војска, зошто не пријавило научно установа, туку отишол да даде на радио. Значи, ја кога би сакал нешто поп култура да ширам, прво ќе ја ширам на медиум којто. И тука се секогаш со мнежите. Втора работа, една институција како американска војска не би си дозволила луксус да се занимава со ресурси и со пари, да проучува феномен, а и научници кога нема ништо. Дека сите можеме да се прелажеме, да. Дека може да видиме нешто точно. Дали е тоа вонземско, дали е тоа метеор, дали е тоа планета, дали е тоа летало кое нема ознаки, бидејќи летало кое нема ознаки е неидентификуван летачки објект. Вака може да појаснам. Значи, она дефиницијата што е од американската војска, всушност има 3 точки А, Б, С. И вика пода дефиниција за познати летачки објекти. Авиони, вакви такви ракети. Значи, прво се набројуваат познатите, што се летачки објекти, и под се вика она што досега не спаѓа во постоечките летачки објекти, што по своите летачки својства е многу повеќе од она што е можно кај човекот да го направи, или по некој друго својство, тоа е неидентификуван летачки објект. Само тоа е неидентификуван. Значи, ако некој види некој авион на небото и не знае што е тој, тоа значи први и основно дека тој човек не знае ништо од аеронаутиката. Значи, не е проблемот тој во дефиницијата. Проблемот е од човекот што не познава. Значи, некој за да може да тврди дека тој објект што го видел навистина нешто многу чудно, треба многу да знае и од авиони, и од оптички феномени на небото што се случуваат, природни, атмосферски. Значи, дефиницијата е многу јасна. Најдобро до сега што е имало до сега обиди различни групи на објекти да се додели нова дефиниција, меѓутоа ова е најдобра дефиниција што е до сега позната. Многу често се случува оптички феномени на небото, атмосферски, кои луѓето ретко кога ги забележале. Сончево хало, например, може да потврди Радан, ние многу често го гледаме, зашто ние гледаме горе стално на небото. Обичен човек сончево хало ни не знае што е, кога ќе види прв пат на небото, ќе се зачуди што е ова и се јавува во полиција, во војска или било каде да праша што е тоа. Мене ми се случува да ми се јават луѓе, што е тоа на небото. Видам тоа, тоа е месечево хало. Да, ретко, ама не е проблем, се гледа. Има исто ретка појава, на англиски sundog се викаат сончеви кученца. Лево и десно од сонцето, две многу сјајни петна, мрли. Тоа е заради рефлексијата од кристалите што се наоѓаат во воздухот. Значи, тој како делче од халото, само лево и десно од сонцето. Многу ретка појава, ама сум ја видел не знам колку пати во животот и Радан исто. Значи, не е проблемот. Да, ова е цртежот што го нацртал Кенет Арнолд. Значи, воопшто не личи на летачка чинија, всушност. Само што е онака ќосната. А ова е Кенет Арнолд, многу подоцна. Да, многу подоцна, што веќе е многу изменет цртежот. Значи, овој некој друго нацртал. Ова е вистинското. Ова е извештај од војската. Извештај од војската е ова. Добро. Ако може слика 10, бидејќи го... Не знам ја каде е слика 10, се извинувам, немојте да ми давате бројки. Напред. Не знам како да е. Назад, обратно. Уште малце назад? Нема. Ова е. Добро, окей, идеме по. Ова е многу добро објаснување, ова го отпечативме во Емитер во едно... Добро. Имавме серија од 14 приложенија за неидентификувани летачки објекти. Тоа беше како дискусија, бурна дискусија, може да кажам, со најпознатиот уфолог што е во Македонија, господин Стоимир Симјановски. Добро. И тој има неверојатно многу податоци, мислам, памети во глава ги има. И имавме многу плодна, така да кажам, дискусија. Оваа слика покажува она што Радан го зборуваше. Подалеку од 5 метра ни се губи стереоскопскиот вид. Не знаеме дали објектот, ова летачка чинија е нацртана, дали ни е блиску и е малечка или е многу далеку и е многу голема. Исто ни е. Значи, подалеку од 5 метра вие не можеме веќе забележиме, ако гледаме во небото, што нема репер. Вака на земјата и на неколку стотина метра имаме репер. Дрвото знаеме отприлика колку е, патот знаеме колку е широк, или ако има автомобил или куќа. Значи, можеме да процениме колкав е објектот. Овдека на небото
апсолутно е невозможно да процениме. Зошто? За човек кој ќе погледне и ќе види авион, не му е јасно дека од прилика... Ама знаеме колку е авионот. А знаеме колку е авионот, Тоа е добро. битно. Значи можеме да процениме и колку е далеку, и колку иде брзо, но само кога знаеме колку е авионот. Оно што не ги разбира авионите, сите му се еднакви. Има Airbusот е огромен, малечко авионче, стотинка од него, нели? Радан, има една приказна дека Колумбо, кога пристигнал во Америка и се закотвил, никој прво и поминало некое време. Луѓето ги гледале, но луѓето, значи индијанците, не ги приметиле се додека не стапнале на брегот. Не знам колку е мит, колку е легенда. Велат дека индијанците не ги гледале бродовите, затоа што во своите глави немале концепт за брод. Едноставно вика како дојдовте кај вие кануто? Него. Не гледаме. Сега, тоа е прашање дали умот, нешто што не познава, може и да го исперцепира. Искуствено они имале тука проблем, и со знаеш коњите. зашто ми е? И одма кој ќе ти го поставам па и контра прашањето. Кое по искуство сме го имале ние да препознаваме па небески тела до такви детали фасцинантни, како, например, не знам, читав книга за созвездието Орион, кое африканско племе го црта како символ на своја традиција. Тоа без телескоп не може да се види. Може. Орион, да. Орион е многу леп, едно од најубавите. Ако сте гледали било кој филм, Orion Pictures презент. Да. Мислим, тоа е секој може да. Орион се гледа и тоа можеме да кажем можда и број 1 созвездие по сјајност, онака ако гледате по колку се количество на сјајни звезди во небо. Тие 7 сјајните звезди. Сакате ќе ги набавам. Извинувам те. Да. Добро. Тоа е значи од Бетелгес, Белатрикс, Саефи, Ригел, Минтака, Алнитак и Алнилам се звезди во него. Тоа е една голема, ја спомнам, Битлџус? Битлџус, да, Бетелгес. Тоа е на англиски Битлџус, мислим Бетелгес е арапско име, Так. а Битлџус е некоја англиска транскрипција. Тоа е една од најголемите звезди познати што и таа би требало да биде некоја идна супернова. Па јас се надевам дека можда веќе кикснала и дека патува информација дека за овие 50 на години што ми останало ќе дочекам. А можда и не. Добро. Значи идеме за да, Орион е многу сјајно, да. Звездиве и созвездија што ги цртале луѓево, толку мапе што ти кажат, значи луѓево и кои ќе видат нешто не значи дека го препознават. Едно 50 на 60% од официјални пријавувања за НЛО во Америка се должи на планетата Венера. Да. Денеска секој 5% според МУФОН што е организација. Да, јас слушам негде 60 на процент. Бројка е секој случај преголем. Денеска има на Венера. Венера. Секој денеска, вечерта. Луѓето што е Венера, лека гледаат. Кој ќе излезе утре? Прилично е сјајна, прилично е. Вечер се гледа. Значи, секој вечер денови кој ќе се погледнете, да кажеме од 7 сати, 7:15, 20, погледнете правац југозапад и ќе видите нешто многу сјајно. И направите еден експеримент, тоа за сите гледачи. Кај го да ја видат, нека шетат. И ќе видите дека таа шета по вас. Ако идете лево, таа ќе одиде. Ако патувате со кола, уште пострашно. Ако идете по улица, тоа уште повеќе. Дури има една многу фина, да кажем, анегдота Зошто така изгледа со нејс? Зашто ви кажав, око лаже. Око не е доверљив инструмент. Окото во науката е нула. Да кажеме скоро нула. Поготово во астрономија така не вреди. Можеме да не биде непријатно да се љутиме, меѓутоа така е. Има една анегдота ќе ви кажем кога полицајецот во Америка е здогледал НЛО и почнал да го брка по планина. И сега како и давал изјаш, ја идам лево и он иде по мене. Ја идам десно и он иде по мене. И кога се качев на горе на планина, стои. Кога гледале, Венера е бркал се време. Значи, луѓето многу се не ги познаваат небески објекти. Јас, да кажем, сум релативно искусен аматер астроном. Ме знаеш што плоштат. Знаете колку кој ќе им кажам на луѓе дека Јупитер и Сатурн се гледаат со голо око, ќе ми кажат, ма ти лажеш. Не веруваат. Дека ви имате Сатурн, кој е на 1,5 милиарда километри од нас, а тој е античка планета, значи го знаеле уште од Бабилон, па да. Значи први хороскопи што се правеле, за Уран не знае, он е малце подалеку, тој се гледа теоретски со голо око,
Јас сум го видел, ама за него мора да имате тотални данни. Значи, самите небески тела знаат често пати да бидат поврзани кај луѓе да ви изложат. Да ви изложат. И тоа се релативно фиксни. Вие ќе приметите дека Венера се движи, ако стоите, да кажеме, во некој ресторан, пиете кафуле, во некој кафуле пиете кафе, сега, сега сте почнали да пиете кафе тука, ако сте излегнал најде тука. Прилично брзо се движи. Значи, за 1 сат 15 степени, тоа ви отприлика кога ќе спружите рака, од тука до тука. Значи, седнете у кафуле, знаете ќе седите сат време, ставете го палецот тука, спуштите го прилика кај ќе дојде за сат време тука. Небески тела, вие се согласувате со ова. Но, во вашата дефиниција и во општата дефиниција за НЛО, значи, објект вештачки, кој не е од земско потекло. На тоа се сведува, да. На тоа се сведува. Дали оваа дефиниција на ваков предмет е некогаш потврдена? Не. Много едноставно. Ја би додал за жал не. За жал не. Толку не среќа да се. Вака, следното големо кое се случува после ова, ако не се лажам, барем во современата денешнава цивилизација и општество кое го познаваме, е настанот во Розвел. Да. И малце еден Може, довод. слободно, опширно, Значи, бидете има и пред опширни. 1947 година многу ретки спорадични јавувања за нешто што виделе на небото. И се интересно е, едно што најдов, 1903 година се случува, но пред летот на Рајт, браќата, некој видел летало во обик на цигара голема, догнавесто, и дури можело да се види 4-члена посада внатре. Добро. Сега, ама што малце кога ќе се подкопа, кога ќе се почна да се копа по информациите, што излегува. Неколку дена претходно, еден познат американски физичар правил исто експерименти, само неуспешни со авион, со посада, меѓутоа имал многу успешен лет на авион, модел мал, со парен мотор миниатурен, кој од река, по текот на реката, значи, летал негде 700-800 метра. И тоа било во сите весници објавено како исклучителен успех на науката. И со надеж дека наскоро веќе ќе има човечка посада во такви авиони. И неколку дена после таа објава во сите весници американски се случува ова, дека некој нешто видел на небото со посада во луѓе. Значи тоа е многу сомнително. Едноставно луѓето се многу поводливи. Ќе прочитаат нешто, ќе слушнат нешто и ќе им се види нешто на небото. Инаку точно е дека ми кажува во Кичево пред повеќе години нешто имало многу интересно на небото, цел град гледал. Јас прашав еден-двајца луѓе што е тоа, да ми опишат. Не знае да ми опишат. Нешто чудно, нацрте ми, не можам, вика. Го пиши некако. Така што кој знае што е тоа? Ја мислам дека да кажеме некоја интересна формација на облаци, претпоставувам, ако според она што од прилика нешто ми кажа. Меѓутоа точно не може да ми објаснат луѓето. Интересно е тоа. Да не е нешто, да не имаше некое гостување на некој таму на Канал 5 кој збореше за некоја црвена пајажина која им се спуштала од небото. Не ми опишаа. Слично нешто така. Значи можно е на луѓето ќе им се види нешто што е најблиску што го познаваат, ќе го пишат така, меѓутоа тоа не значи дека навистина тоа и било. И зошто тогаш и американската војска и американската војска, следната слика е тоа, од 51 година до 69 година проектот Сина книга, дали може да се зголеми ова, добро. Значи тоа е насловната страница, под притисок на јавноста биле принудени да ги испитуваат тие случаи, затоа што не после и самите вика да испитаме што е оваа работа. Испитувале во текот на тие години, таа слика после ќе видиме. Ова е Розвел. Да. Добро. Значи испитувале вкупно има во сината книга 12.618 случаи испитани, анализирани. И нашле дека од нив само 701 случаи, значи 5,5% не успеале да дознаат за што се работи. Сите други успеале да ги анализираат и нашле дека се или атмосферски појави, или се небески тела што ги познаме, планети, било што, или се летала наши човечки, овоземни. Значи, војската си работела систематично и тоа што се го нашла, го напишала во извештајот. Во оваа сина книга. Но, сите се согласија
дури се снимена е серија за најзначајните согледувања според сината книга за сите тие појави и многу од тие појави се објаснети со научни методи. Те не знаме летало, те не знаме, најчесто тие прават проблем во видувањата тие балони што ги испраќаат во стратосфера, па кога ќе падне оне чуден материјал и така натаму, тоа фасцинира. Предпоставувам дека и тоа нешто слично во Розвел. Но останал процент на необјасниви и они тоа јасно го нагласуваат во тоа. Дури се снимени и серии за тие необјасниви појави, каде што навистина човек, колку и да е скептик, колку и да е научно ориентиран, стварно останува зачуден од некои работи. Денеска во 2015 да ми покаже некој снимка од, не знам, од НЛО, тешко ќе ја прифатам, после цела ова теледиригирани, дигитализацијава и така натаму. Но збориме за време кога и не било тоа толку многу развиено, па дури и кај античките народи. Но ја би ве запрашал дали кај вас, без оглед на тоа што еве скоро сите тројца сме скептици, сепак постои еден добар процент на необјаснива работа кој човек стварно го прашува. Радан, имаш ли нешто што до сега не ти било објаснето онака стварно да те фасцинира? Еве ти гледаш во небо, ја и еднаш те прашав, еве уште еднаш ќе те прашав. Дали си налетал на нешто што не можеш да го објасниш? Баш да го тоа е, видиш? мај да кажеме, може да кажеме поентата на цела приказна околу на овој кој ќе зборите со човек како што сум јас и моите пријатели од друштвото. Значи, ајде, ние може одиме на тој наш стар парк или терен, како го ние нарекуваме, барем еднаш до два пати во лето и почесто одиме на терен. Како нас, во светот постојат, јас сум сигурен, бројката се движи у десетици илјади. Значи, аматери, астрономи, кои постојано гледаат во небо. Кои постојано гледаат во небото. Не само што гледаат, ви кажав, тоа што ја гледам е моја работа. Можам да видам што сакам. Снимаат. Да, снимаат. Сега ќе ви кажам за еден многу интересен проект кој ние се обидуваме да го направиме тука во Македонија. Тоа веќе го имат во Хрватска, Шпанија и Полска, каде што целото нивно небо е по 24 часове надзор. Али не заради УФО или НЛО, него заради метеори. И тоа се вика метеорска мрежа. Нивна цел, и тоа се релативно ефтини веб камери, овие што се security камери со одредени софтвери, да се постават на одредена километража од една точка до друга точка. Тие тоа се работи може неколку десетици, ако не и стотици километри се долечени едни камери од други. И тие нон-стоп го скенират небото со одреден софтвер. Пази колку интересен софтвер. Кога ќе влета метеор, у микросекунда се пали софтвер и почнува да го снима. Значи нешто толку слабо што луѓе колку рече не може да го регистрира, камерата почна да го регистрира. И тачно му пресметува патека како патува. И сега ако снимаме од тука, сникаме од Куманово, сликаме од Крива Паланка, три камала со триангулација, ние тачно знаеме, може да кажеме на колку километра влегол, траекторија, на колку километра изгорел и сега преостанува оној научен дел да се работи, да се види метеоролошки кој струи, на кај ветер дувал и да се одреди која е липса на падот и хрватите пред 3-4 години успеа да го најдат со таков. А многу е битно сега ова. На 24 часове надзор е небото. Се што ќе се активира, овој сега имат направено софтвер за да не ги препознава лилјаците, пошто ноќе летат и поред камера ќе почне него да го почне да ги игнорира. Имат направено софтвер, ако види дека авион почна да трепери, игнорирај го. Значи не ми го пријавувај, не е од наш интерес. Се што е од интерес за астрономија, се што почне да свети и има одредена патека, а да не покажува особини на авион. Јас сум сигурен дека летешка чинија која би летела нема да има едно трепкачко светло како што имат авиони. Барем толку не се глупи. И тоа сакам да ви кажам, значи денеска со помош на оваа технологија ние го мониторираме небото 24 сата. Плюс и уште една приказна, 2013 година сигурно се сеќавате за оној метеор во Челјабинск што се случи. Заради законодавство, тоа е нуспродукт на кој е додатен на науката, заради законодавство Русија кој ви кажува дека не може да ви се исплати одредена штета при саобраќајна несреќа, доколку немате снимано тоа со немате камера во автомобил, вие не можете да платите соодветно осигурување. И тамо скоро сите имаат сите.
И заради тоа ние успеавме да го видиме метеор од милион агри. Да. И научници има податоци со кои мора да буквално да земат да ги отфрлат. Такви ние плачеме да имаме податоци во Македонија или у Србија, знам дека имаше неколку метеори низ годинава и бараме податоци да видиме, немаме ни една камера која снима небо. Забегавме у астрономија превише. Не, муаметот ми е. Сакам се да кажам скенира дека небото се скенира 24 сата. И дека од Ништо вашите нема. познати до сега Никој. ништо не е откриено. Да, има уште една интересна приказна, мора да го споменам, тој е еден мој пријател од Хрватска, професор Радо Корлјевиќ, кој е по вокација едукатор за астрономија и за природни науки, кој има обсерваторија во Вишњан, тоа е близу до Пореч, и баш имаше едно слично прашање, да го слушав на радио од ваш колега, кој го праша исто така да после низа години дали ви се случило нешто, има неколку астероида кои ги открил, се носат Хрватска, Истра, Пула, астероиди, тоа се сите негови откритија, значи човек е научник од респект. И кажа да, дека имале таква една случка, интересна, дека приметиле некое тело кое излегува од атмосфера и дека по силно истражување удриле во разузнавачки на зид на италијанската воздушна одбрана, дека всушност имале некои експериментални летови кои не биле пријавени нормално на цивилно воздухопловство и кога се обидале да го дошле до тука до зидот и кажале до тука смеете да прашувате, више ништо не ви кажуваме. Така да се знае после тоа само одредиле траекторија дека се работи дека од таа база полетувале авиони кои се веројатно шпиунски или така нешто. Розвел е многу интересно, зашто повторно ако следиме хронологијата, многу работи излегуваат на површина. Значи, на 14 јуни 1947 година, фармер еден, Вилијам Брейзел, открил нешто на својата фарма, остатоци некои, и нешто, си се вратил дома. На 4 јули, значи, после 20 дена, собрал нешто од остатоците, си ги донел дома. На 5 јули, слушнал за Кенет Арнолд. Значи, за оние, да ги наречеме летечките чини. И тогаш се јавил кај шерифот се јавил во војската, од војската мајорот Марсел, Джеси Марсел, одма дотрчал, војската собрала све, сите материјали. Зошто е тоа така? Значи, прво, фармерот Брейзел не видел ништо посебно во тие остатоци што биле доле. Дури за него биле обични. Ама војската кога дознаш дека нешто паднало таму, собрала све. Зошто? Затоа што тоа било, може на следната слика да биде, тоа е проектот Могул. Значи тоа се балони на кои биле закачени, ова е она што нашал Брейзел и Марсел, што собрал. Значи тоа се гледа, тоа е алуминска фолија, на другата страна е залепено платно за да биде издржливо, има остатоци од гума, неопрен, прачки некои, лесно од балза дрво, тоа се употребува во авионската индустрија и во модели се прават, змајави се прават од балза. Што ова конкретно било по вас? Значи, ова, според војската, ова што гледате тука е дел од рефлектор радарски. На следната фотографија, на следната слика, има како изгледа тој рефлектор. Тоа е радарски. Да, тоа е за да го лоцираат каде е балонот, бидејќи тоа е гума, не може да врати одразот. Ако има метал било каков, лесно ќе врати одразот. Ова е тоа. Ова е цел, видете го датумот. Значи од еден друг балон што паднал 47 година, јули, 6 јули. Ова е цел само на друго место што паднал овој балон. Ова е рефлекторот, а тој проект, значи најтаен проект после атомската бомба американска. Овој служел за следење на советските нуклеарни експлозии. Значи тие се балони кои ишле во горе многу високо, имале детектори некои и за да ги кога ќе завршиле со својата работа, за да ги соберат податоците, ми било многу потребно да ги најдат каде се тие балони. Со вакви рефлектор, точно знаеле со радар одма ќе го откријат каде е. Овој цел рефлектор, она што е најдено во Розвел е само парчиња се срушило. И тоа точно се знае. Интересно е, значи тоа е дел од проектот Могул лет број 4, што е на 4 јуни пуштен. Значи во војската си имаат податоци, нели? И точно се знае кој е тој балон што паднал. Но бидејќи бил тој под воена тајна,
не дале објаснување Никакво, што е, апсолутно никакво. а сето тоа се претворило во Наједноставно, митологија. да, наједноставно дури го поддржувале, не кажале, меѓутоа го поддржувале она дека можеби нешто вонземно. Подобро тоа него да признаат дека ги следат русите, дека имаат начин како да ги следат русите со нивни татовски бомби да ги следат. Да, ме може нешто многу поинтересно што треба да се знае со ова човекот што го открил овој балонот. Со тие радиоводители бил во некоја си не баш така законска сделка за всушност кроење на приказна, кои му биле вредени $50,000, кои не му били исплатили, па после тоа ги тужил. Добро. Океј, драги мои гости скептици, мислев јас ќе бидам скептикот во оваа Повоше емисија. од нас нема. Да. Океј. Ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во емисија. Продолжуваме разговорот со гостите. Не оставате воопшто простор за такво нешто, а на некој начин... Баш напротив. Отворени сме кон тоа, али сме скептици, значи не хрлиме со грло во јагоди или оноа код теле шајват. Да. Полек. Значи сакаме да јас сум прв што кажувам дека би сакал да начекам док сум жив, барем би сакал да имам информација за постоење за живот на друго небесно тело. Тоа ми е ултимативна цел за во мој живот. А ако тоа биде уште интелигентен, па тоа би било... Мада лично мислим дека тоа за наредни 50 на 100 години тешко дека ќе можеме. Не, тоа. Пазите, вака, ние денес ако почнеме да пратиме медиуми, на случај имаме вода на Марс. Па после 6 месеци имаме вода на Марс. Па после 6 месеци имаме вода. Ние нон-стоп ние денес имаме вода на Марс. Вода на Марс. Да. И сега па имаме вода на Европа, па имаме вода сега океан на Ганимед, најголема месечина на Јупитер, па на Енцелад, на месечина на Сатурн. И почна општа бркотница е по вода. Зошто по вода? Затоа што ние бараме живот под број 1. Затоа што тој ни бараме органски живот. Течна вода, значи. Течна вода, да, што да, не е битно да имаш замрзнута вода, тоа баш и не е баш нешто некој штос, тоа веќе знаеме дека има на многу небески тела, меѓутоа течна вода. И ако пронајдеме нешто такво во науката, верувате дека ја мислам дека би требало да размислиме од оноа пре Христа и после Христа да го избришеме и да почнеме пред тој настан и после тој настан. Затоа што тоа би дефинитивно било значи онака црта се подлекува, од денеска почнува нова историја на човештвото и на знаење во науката. Зошто тоа го кажувам и зашто мислим дека сум убеден дека така. А поготово ако се пронајде да не дај Боже или дај Боже дај Боже дали се случи да контактираме со некаква цивилизација било кој ниво. Затоа што дефинитивно би променила историја, значи дефинитивно више тој единствен центрицитет што го имаме како планета Земја е сега по тоа што имаме познат живот само тука. Статистички дека тој мора да постои во Вселена, па дури во наша галаксија, е огромен. Јас сум сигурен дека постои живот и во наша галаксија во Вселена. Во какво вариетети од едноклеточен до високо развиени цивилизации. И сигурен сум дека тоа така. А сум исто така сигурен дека за жал тие не биле или ние дека немаме ни еден валиден доказ дека тие не посетиле. Колку год да ги обожавам, стварно, science fiction, нели зборевме за тие. Колку год да сум и обожавал и оваа серија со плава книга, се сеќавам како средношколец кога во петок вечер ја дава, па не можевме да излегуваме затоа што седев како бајче седев дома за да ја гледам. Колку год да сум љубител на таа тема, сепак сум мора да признам, тоа ми е најголемо прашање, кога сум не може тоа скоро баш мислам, кога сум почнал да бидем тотален агностик или неверник по тоа прашање. Не се сеќам за дата, сигурно тоа некој широк прелазен период, ама знам дека било едно време кога сум бил во таа група која верувала дека такво нешто постои, дека такво не. Меѓутоа сега сум, ајде да кажеме, можда предпазлив за тоа. Значи не насрнувам на прва информација, чекам втора топка, дај да видиме што е, како е. Значи доказ. Барам. Значи, знаете што? Затоа што во животот денес имате многу преваранти. Интернет е полн и луѓе живеат, прочитав во еден толку добро изрека од Марк Твен, вика, луѓето е многу полесно да ги превариш отколку да ги убедиш дека си преварил.
И тоа исто се случува со оваа работа. Многу луѓе, ќе погледнат еден филм, друг филм, документарец еден. Луѓе погледнуваат денеска, документарец сум видел на таа емисија, видел неколку клипа на YouTube, закон. Тоа е така. Не иде тоа така. И уште нешто што ме нарочито што морам да го спомнам, поготово кај луѓе што се верници, што веруваат во Бог, кога ќе ги прашам кој е прва Божја заповед, тешко ми кажуваат, обично е мешат со не уби, не кради, а не тоа се тек четврта или пета. Прва е онаа многу битна, што сам Бог си се рекламира себе си, значи не верувате во друг никој освен во мене. А луѓе често го прават за тоа што веруваат во се. Значи прави религиозни луѓе не би требало тоа да го прават. Прави религиозни луѓе би баш требало да бидат скептици во што го правам јас. Чекај да видиме дали нешто има тука. А они насрнуваат со грло во јагоди, одат право идат. Виделе документар, закон, така е. Да, имало летичка четина тамо, имало летичка чилија во Розвел. Не треба тоа така да се прави. Ја вака би ме прашал. Постојат археолошки наоди кои ги проучуваше еден тип кој е така прилично успеа да се наметне, иако големите телевизии како BBC го раскринка, неговите следбеници велат дека исто како и Сината книга и Розвел, дека сето тоа е заговор. Дека ние сме имале блиска средба, дека тие виденија не се ништо ново и дека се случува, но дека тие работи се кријат. Се кријат од една проста причина дека би настанала распад на цивилизацијата, општа паника, но дека тие комуницираат на некаков начин со дека се тука близу и дека комуницираат со, да речам, со влади, некоја светска тајна влади, големи влади и слично. Тоа е една работа која можете да објасните. Друга работа е ова што го спомнав, луѓе кои проучуваат историски факти или нешто слично, како што беше тоа Ерих фон Даникен. Иако првата книга за која се првата книгата која дигна паника е Небески кочии. Кочијата на боговите. Кочијата на боговите. Тоа е ова. Ова е за ова ли се збори? Не, имам уште да зборам. Не. Да, може да се каже дека ова. Затоа што ја имам читано една книга, не знам дали беше од него, како млад, се збори за некој си сведоштво, за нешто што слетало, значи тој е текст антички во Египет, дека слетува нешто и го опишува тој што го гледа тоа, без никакви технички познавања, го опишува. Тркала кои идат и лево и десно и напред и назад, фрла оган, вака билова. Тоа е цела една книга. Да. Тоа е од Блумрих. Од Блумрих. Да. Како се викаше книгата? Вселенскиот брод на Езекиел. Има многу долг назив, тој на германски јазик е прво, па после го скратиле на англиски Вселенскиот брод на Езекиел. Поземи да ја прочита и не ми ја врати. Сум ја читал, да. И Денеке сум го читал на времето, нели? Добро. Да, можам да ова сликата тука што ја гледаме. Ова е на пример ова од маите. Денеке од маите, да. Значи сега пазете, ова е една превара невидена. Ова е надгробната плоча на кралот Пакал, големиот, нели? Откриен во Паленке, се вика тоа место, што е археолошко. Пред да ја дообјасниме, ако човек ја загледа и вака како ја гледаме, станува јасно дека овој како да јава на некоја напредна машина, ракета, скутер, Star Wars, нешто слично. Така е. Многу личи. И сега интересно е. Описот на Денекен е ваков. Вика, има скафандер, има нешто на главата, нели? На носот има она што користат и пилотите за воздух, нели? Доток на кислород. Позади сосема десно со жолт. Да, добро, не е без резолуцијата, да. Се гледа дека има нешто на носот, нели? Добро. Во ред, може се каже така, меѓутоа не е така, во ред. Може да се одзумираме за да видиме десно се гледа огнот, пламенот што излегува од ракетата, така, односно жолта боја. Така. Уште, само нема толку фотографија. Не, треба се одзумира, само ќе се види тој крајот. Ете го. Толку е. Да, во ред, тоа е. Доволно е.
И ето, на вистина личи како да седнал на скутер, што е некој облик на ракета. И таму има некоја машинерија, нели? Меѓутоа, ајде, може сега следната слика. Всушност како е? Следната слика ќе покаже дека оваа надголема плоча всушност е вертикална. И еве истата слика и сега што е всушност. Археолозите се умрели од смење кога го прочитаат од Деникен, затоа што овдека од страна да се одзумира подобро ќе се види целата работа. Од страна има текст што е на хиероглифите на маите. Тој е комплетно дешифриран. Све се знае. И пишува тука почива големиот крал и така натаму се неговите бројни победи. Ова се гледа дека всушност овој што е кралот паѓа од дрвото на животот. И има многу вакви релјефи кај што е прикажано дрвото на животот. На врвот на дрвото на животот гледате горе има птица. Таа стои нормално. На предходната слика ќе паднеше, бидејќи нема за што да стои, нели? Лево и десно има, не можам сега да видам, има бог во облик на змија, од кај што неговата уста не знам што излегува, значи има комплетно објаснување археолошко. Многу здраво. А она доле, што е кај што личи на оган, всушност тоа се корењето од дрвето на животот. Значи, кралот паѓа во подземјето, таму има напис што е тоа, значи, паѓа во подземјето кај што иде неговата душа. Значи, моментот на смртта паѓа од дрвото на животот. Многу едноставно објаснување. А она што е на носот, всушност е украс, јас не успеав да најдам таа слика. Има скулптури кај што се гледа луѓето, офицерите, свештениците, видните луѓе носеле капа, која често има облик на птица, и напред на носот има ставено украс. Она да не кажам коска низ носот, нели? Има украс еден. Тоа е тоа. Со многу едноставно објаснувањето. Но и покрај тоа што Ерик во Даникен, иако ја го читав исто лично, но и ја гледав серијата на BBC кај што час по анатомија вршат на неговите книги, тези и така натаму, например, идат во пустињата на Чиле каде што се оние огромни цртежи на птици, каде што он вели дека е тоа, не знам, писта за паркирање на авиони. И додека го држат тој кадар, застанува човек и испаѓа дека тој цртеж е така, метар, два. Не, тие се навистина огромни цртежи. За некои такви, имаше за некои детали. Има објаснување, го наште објаснувањето. Значи, тоа е една површина кај што има камчиња, да кажеме со потемна боја. Овие сликите всушност се тргнати камчињата, патека е направена и тие се цртежи има на повеќе животни, на птици. Тука правеле процеси правеле некои религиски празнувања, правеле обреди, шетале по тие. Затоа патека е тоа, едноставно речено. Но тоа се цртежи кои кога само може да се погледнат да се види, да. И исклучиво треба да си многу високо на небо. Но кој некој би правел за нешто да не може да биде забележено? Било која религија, било која власт, било кој владетел, он која би направил, би сакал нешто да направи кај луѓето да им остави впечаток. Па дури и кај боговите кога би се молел, он пак тоа треба да го видат луѓето дека он искрено. Која би била идејата да ти нешто градиш што од перспектива на човек, а немале никакви други високи објекти, да градат такви птици, да цртаат такви цртежи кои исклучиво некој може да ги види од многу високо. Тоа е точно. Меѓутоа, работата е баш тоа. Тие цртежи треба да ги види Богот горе. Затоа се така цртаат. А инаку многу едноставно се прават. Имаше еден научник кој не сте во право. Луѓе, пак ви велам. Не, да ја парафразираме работа. Значи, човек никогаш не направил нешто да му го покаже на Бога, а тоа да не го видат и неговите следбеници, за да он биде голем, бидејќи немаш логика да направиш нешто и никој да не види тоа. Ме разбираш, бидејќи тие цртежи, тоа се стотици и стотици метри, ти кај да застанеш гледаш ништо. Но ако си горе, ти го гледаш. И тоа е дефинитивно работа која остана една како мистерија. Уфолозите се нафрлија на неа дека е тоа
затоа што имало контакт од трет вид. Тоа е една од мистериите на археологијата. Они се обидуваат да ме убедат и така натаму. Дури и ова. Нели? Толку е фантастично цртежот и сите објаснувања стојат и постојат и така натаму. Човек која ќе го погледне, онака викаш, чекај малце, еј. Но, ајде овде е објаснето. Со отворен ум сме и велиме, окей, добро, доказите археолошки, научни велат не, иако очите па те лажат, ама нели се согласивме, очите не се фактор. Но такви цртежи да црташ кои никој нема да ги види, никој нема да ги дознае од луѓе, ако се наменети само на Бог, онда е контрадикторно на вашата теза. Пирамидите. Вака. Пирамидите ја ги гледам кога ќе ги погледнам. Радан, извини, Радан кога ќе ги погледнеш пирамидите од надвор да се смрднеш е тоа. Ама од надвор, ама од натре? Кој го гледа од натре? Не, вака има Од натре. Тие се повеличествени од натре, отколку ја душа не сум бил. Не си бил. Ама да. Не си ама што викаш, ја ќе се повикам пак на документација. Ама овдека збориме за цртеж. Значи, тие... Замисли целиот Ајде, стадион како би се е некаков фрескописи, како би цртеж. се хиероглифи што се натре во гробницата. Целото тоа богатство што е внесено во гробницата, кај што е бил Кеопс, се било внатре. И тоа не било за јавноста, тоа било за боговите. Тоа било милоста кон боговите да ве однесат во рай. Тешко е оваа компарација. Повели. Има уште постари работи. Значи, има цртежи во пештери, стари 5-60 000 години. Значи, има цртежи на диви животни што ти го кажав, дека перцепираме ние и тоа како. Значи, меѓутоа, работата е следна. Значи, во тие пештери не е најдено ништо што би кажувало тоа дека човекот таму престојувал. Зашто има други пештери, тоа се слоеви со метри дебели, кај што огно тука се ложел, коски од животни што ги јаделе, се та ложеле еден врз друго. Тие пештери нема ништо во нив. Тие служиле само да се обожува нивниот Бог, нели? И тоа е наменет, значи таму ишле само свештениците, два тројца, владетелот и толку. Ништо никој друг. Така што тоа е еден, да кажеме, еквивалент на ова што е во пустината. Не можам да го прифатам. Пак не ми е логично. Може само да ви кажам нешто малку спомнам. Ја разбирам логиката, Тоа е најдобро објаснување за скептик. Нели? А треба човек да биде скептик, бидејќи, нели, ако не си скептик, можеш да бидеш поведен со секоја глупост. Ама логиката пак не ми држи. Значи, ова е многу прецизен, многу јасно. Религија не мора да барате баш. Добро, јасно. Секогаш има контрааргумент, Радан. Секогаш има контрааргумент што можеме да го. Но има неколку појави во нашата цивилизација кои се стварно ние пак бараме од денешна наша перспектива да ги објасниме дека тоа не држало и така натаму, дека морало. Па сепак остануваат. Ја не бев подготвен дека ќе бидам скептикот за тоа. Но морам да ви контрирам, иначе досаден ќе биде муабетов да ја затворим емисијата. Значи, еден од најдобрите докази за мене за непостоење, за било какви докази, за дека сме имале контакт, па влади кријат нешто као овие големи држави кријат нешто од нас. Научници се здружиле со владите, па они кријат, они имаат докази, па они нешто работат таму, некои лаборатории тајни. Сите ние, мислим дека сме слушнале за Викиликс и за Едвард Сноуден. Тоа е комплетно разбиен мит дека некоја влада, па била таа високотехнолошка или висока влада како што е Америка или Западна Европа, дека нешто може да се сокрие. Значи некој си тамо си како се вика Џулијан Асанж, со помош на некои си своји другарчиња влегува во документите и собира стотици илјади документи. Ние денеска знаеме каква шампањско пиела Меркелица со некого таму, со амбасадор, што зборела, па сме имале доказ, па на крај ние одржаваме денеска го живееме тој филм, дека некоја влада може да сокрие нешто. Нема, денеска немате документ каде што некој научник зборел со некој си од влада да сокрие нешто. Зар мислите дека тоа би го сокриле овие, дека овие новинари не би го излекле од било кој контекст? Вие искрено верувате оно што Радан го вели дека дефинитивно мора да постои живот некаде во Вселената, дефинитивно мора да има живот и тоа не само како едноклеточни или не знам ниски
облици на живот, туку и развиени цивилизации. Верувате ли вие во тоа? Науката си работи систематично, си има докази и што произлегло од тоа. Науката нема никаков доказ по тоа прашање. Не, меѓутоа има докази за нешто друго. Значи, уште далечната 1961 година, меѓутоа тие тези се држат, се лежат врз нешто многу силно и проверено. Френк Дрейк во 1961 година на еден симпозиум предложил една формула. Таа е многу едноставна, некаде после ако може да се надоле некаде. Иако е формула, нема да се плашите, не е многу Не, интересно. ништо Више како приката ова е формула. Блумбрих. Побаравме да не учиме математика, да не полагаме. Малце го скокнав, ова е тркалото на Блумбрих, што е патентирано и тоа е дел од неговата книга. Од неговата книга За Езекил, бродот на Езекил. Така. Значи, ова е патентирано решение, убаво, интересно е све. Меѓутоа, значи ова е 1974 или 72 година беше. Значи, ова е во книгата опишано тркалото на вселенскиот брод кој е Да, а иначе тој вселенски брод е во облик на практично хеликоптер, мисля че не го има на следната слика некаде. Или на со 4 краци надоле. Да. Не, другата насока. Се извинувам, полека морам вака. Океј. Немам само овие слики ми се на располагање што ми дадовте. А у другите се извинувам. не, тоа е во добро, во ред. Тоа сте ми дале. Значи можам да го опишам. Значи долу се овие тркалата што ги видовме. Добро. Горе се наоѓаат ротори што се идентични на хеликоптер. Инаку ова тркало многу слично на ова е патентирано многу порано, 1919 година. Ама збориме за настан што се случил во древен Египет. Вака, значи Блумрих добил инспирација всушност од Библијата. Значи можеби има нешто слично во Египет, во некој мит, меѓутоа директно самиот тој, јас зашто имам читано книгата, и добил инспирација од Библијата. Има таму некој опис, од небесата се отвориле, нели, долу се спустило нешто, и тој од тие описи го реконструирал, да кажеме, тој вселенски брод. Меѓутоа, овдека не се гледа, не знам зашто, следната слика е повторно од патент од 1919 година, што е многу сличен на овој. Значи, ништо ново не пронашол Блумрих, а тој вселенски брод, ако има ротори како на хеликоптер, тоа е многу слабо решение. На земјата ќе функционира во ред, а што правиме ако треба да слета на некоја планета што има ретка атмосфера? Ќе падне доле ко камен. Значи, тоа воопште не е некое решение кое што можеби во земјаните го прави специјално за земјата да слетат. Но науката и научната фантастика докажа дека ако постојат меѓузвездени патувања, никој луд вселенски брод кој ќе патува такви места би го слетал. Затоа постојат па дури и големите бродови кои ќе дојде до брегот, ќе се заквати подалеку, па ќе дојдат со чамци. Да, меѓутоа, значи, ова што е вселенски брод малечок, што треба да се спусти на површината, е всушност ќе важи само за некои планети кои што имаат атмосфера слична, густината на атмосферата слична на земјата. Значи, нема да важи за некој друго, значи нема логика тука. Тој вселенски брод малечок за пристанување на површина на некоја планета мора да биде универзален. Универзалноста ја дава, да кажеме, некој ракетен мотор или било каков мотор. Решението на Блумрих е застарено комплетно. Иако тој е компетентен, нели, ова астрофизичар, и тоа не успел да најде адекватно решение. Формулата на Дрейк интересна е. Значи, те се неколку коефициенти што се множат и нашол едноставно колкав број на звезди има во нашата галаксија, колкав број од нив има услови, да кажеме, кај што има стабилни орбити. Сега после во тие коефициенти таа иста формула ја користи често пати и Стивен Хокинг, кога и он говори научно за тоа дека просто е невозможно, математички е невозможно да не постои живот на друга планета. Значи, формулата ги зема во обзир тие работи, зема број на, да кажеме, колкав број на звезди имаат планети, голем број на звезди, скоро сите имаат број на планети. Нашава Радан повели, нашава галаксија има милиарда звезди. 200 не од 200 до 400 се проценува, ама 200 милиарди. Огромно Чисто број. знаат колку е тоа луѓе, колку е 200 Значи, милиарди зрнце сол, наполните еден олимписки базен, секој зрнце сол е една звезда, толку звезди имате во нашата галаксија. А галаксии има уште толку. Уште
неколку пати по толку. Да. Значи 200 милиарди помножете со 200 200 милиарди да. и добивате И тоа на во познат вистина универзум. Google број. Па скоро. Не, баш Google е многу. Огромна бројка се добива. Огромна бројка, да. Ама битно е дека пазите, ова формула е интересна за тоа што она дадена е пред него што да знаеме некои работи што ги знаеме сега. Ние тие така наречени екстрасоларни планети, тоест планети кои не припаѓаат на сончев систем, него на некои други сонца. Значи се што гледаме звезди на небото се некои туѓи сонца. Тогаш тоа била претпоставка, сега ги гледаме. Сега ги гледаме и малтене каде го да уперите телескоп, скоро сегде гледаме планети. Сега дали некој звезден систем има 2, дали има 20 планети, тоа сега треба да видиме. Зашо до сега не ги гледавме тие планети? Ни сега не ги гледаме, кога ќе го поштедам, пазите, ако збор гледање во смисла дека сме ги виделе, не сме. Посредно е тоа. Посредно тоа се така наречено А гравитација. гравитациите, значи спрема гравитациите тогаш може да се осети оној вобл што го прави Да, звездата. како што сонцето нас не врти околу сонце, нели околу него, така и ние малце го вртиме околу него само. И оно се сонце малце прави. И према тоа може да се пресмета колкава маса нешто врти околу него. За да измериме движењето на тие туѓи сонца, сме морале научно да запредуваме, да направиме толку добри инструменти, прецизни, што можеме да сетиме такви мали стапувања. И ние можеме денеска од прилика да кажеме, матична звезда е толкава, околу неј се кружат такви звезди, заради тоа што имаме такви податоци. И еве сега ќе ви кажам последната информација, мислам дека што ја се прво прочитано, дека само во нашата галаксија, која има 200 милиарди звезди, има негде околу 17 милиарди планети слични на Земја. Да. Со слични услови, сакаш да кажеме, дека се предпоставува математички... Слични мораме да го... И тоа слични е многу широк појам. Мора се... Значи земјолика планета значи дека има отприлика оваа маса. И тоа е многу битно. Ако имате планета, да кажеме, човек што се родил на Марс, не може да дојде да живее на планета Земја више. Значи луѓе кои ќе ги некогаш оцелиме на Марс, кои ќе почнат таму да се раѓат, више за нив планета Земја е забранена. Затоа што гравитација ќе ги уништи. Тоа е исто како да ние отидеме на некоја планета која има 3 пати поголема гравитација и јас отидем со мои скромни 80 кила таму и таму секој ден се будим со 240 кила, моја мускулатура и моја како се вика коски, внатре све тоа има попука изедење. Но затоа ќе ни биде благопријатно ако идеме на месечината. Да, али не долго, затоа што знаете што е проблем? Се губи калциум во коски. Не само тоа. Значи тоа се знаеше на нови граници за нас. И ние се уште учиме како почнуваме да одиме во една таква нова средина. Тоа што се коски губи, тоа е најмал проблем. Мислим дека тоа некако се компензира. Мускулатурата се губи и се губи масата на срцевиот мускул. И ниеден лек не делува во Вселената. Тоа е најголемиот проблем. Ни аспирин, ни антибиотик. Тоа не сум. Па тоа според последните истражувања кои веќе ги вадат овие од Сојуз, значи бидејќи русите правеа истражувања, значи најголем проблем е на Марс кога ќе отидат, нели зборевме дека тоа ќе биде one way ticket. Проблем е на кој начин ќе се одржува здравјето, бидејќи фармацијава се што направила до сега, они немаат. Значи, ниеден лек не им се одржува, им се распаѓа, ги губи својствата, не е ефективен, му се минимизира ефектот и тој има доста голем проблем, бидејќи ние имаме... Најголем проблем е губиток на масата, значи во срцевиот мускул. Мускул, значи вие ќе изгубите мало мускулна нога, па толку се вратите на земја, окей. Али кој ќе почнете да губите маса на срцевиот мускул, тоа баш и не е баш. Да, ама ако имате со центрифуга кружен селенски брод, каде што ќе може да ви создава барем едно геј и да вежбате редовно. Еве сега пред една недела отидоа еден американец и еден русин на селската... Леонов од 2010 бродот. Дури и Discovery од 2001. Да. Има радиациони и такви, така што идеите... Скапо решение. Ама се учиме, што е најбитно, се учиме и секоја година сме подобри. И јас сум стварно оптимиста дека ние... Јас сум повише оптимиста дека ние ќе станеме планета на боговите, него дека ние... Дека ние ќе го посееме семето во универзумот? Апсолутно.
Тоа е многу интересна тема и многу ми е блиско, многу сум ја размислил, неверојатно со тебе. Да, ама како за тоа мора да се научиме да видиме пристојни богови, а не диви богови. Така, тоа треба да еволуираме како подобри. Да. Какво е вашето размислување и согледување воопшто за живот во Вселената? Со оглед на тоа каков е бројот на звезди, односно планети. Ета, спомнавте формулата, значи, која дава реално импозантна бројка. може да се предпостави дека постои одреден број на планети кај што постои живот. А сега со еволуција, нормално, може да би некаде има и интелигентна форма на живот. Но скептик сте дека сега сме имале контакт со некаква таква да го објаснам сега цивилизација. тоа. Значи, не е проблем дури ни бројот на такви интелигентни суштества некаде. Проблемот е како да дојдат тие до нас или пак ние да дојдеме до нив. Тука веќе све се распаѓа. Затоа што растојањата се огромни од звезда до звезда и уште една работа синхроницитет. Може би некои дошле тука пред 100 милиони години и што виделе диносауруси, луѓе нема. А 100 милиони години е вак. Да, тоа е ништо. Во геолошки период. Така што треба да се потрефи, значи во исто време да две цивилизации се сретнат. Но сега но тизите на уфолозите и оние што веруваат во уфо дека тоа се машини на луѓе и битија кои можат да преминуваат време и простор. Се повеќе и повеќе науката калкулира со црвоточини. Така. Значи wormholes. Ево, јас дури математика, направив една таква математика. Ама и оваа формула дека живот постои не е факт, туку е математика, предпоставка. Но предпоставка и се извино. Но на курсот по астрономија научив нешто за хемија, нели беше, како беше, дека многу хемиски елементи науката ги предвидела математички дека ќе постојат, па отпосле ги открива, а некој и ги создава. Тоа е предноста, тоа е Менделеев, затоа Менделеев голем. Значи, ние имаме математички формули кои тврдат и докажуваат, непобитни се. Значи, колку и да сме скептици, треба да кажеш дека мора да постои негде живот. Мораш да разликуваш математика и физика. Тогаш се извинувам. А квантна не да е обична физика. Сакам да кажам, но ако веќе овие формули ги земаме во предвид, зарем ќе ги отфрламе оние формули кои се, например, кои говорат, не знам, за црните дупки, за црвоточините, дека постои начин кој е надвор од овие физички нели ограничувања кои ги има науката поставено и кои не се до сега нарушени. Брзина на светлината е конечна и крај. Направив таква математика, баш по тој фейтон во Емитер го напишав тоа. Предпоставив 200 милиарди звезди во нашата галаксија, уште 200 милиарди вака скромно галаксии. Една бројка се добива, прилично голема. Та што да толку знаеме, колку не знаеме. Тоа е неопипливи се тие бројки, меѓутоа математиката не е проблем, мислам се прави. Ментално несватливи се, мислам, тоа е дури на нивниот курс кога објаснува само за сончев систем надвор од домот. Едно здраво на Марс кој ќе им кажеме 8 минути ќе чека. Пардон. И тоа ако е добро, ако е блиска положба. Ако е блиска положба. Иначе уште повеќе. Ево, предпоставка дека некоја цивилизација веќе оформена на страшно високо технолошко ниво во самиот момент на Биг Бенгот. Тоа мислам правиме предпоставки онака. Значи пред 13,7 милиарди години. И веднаш пуштила милион сонди, вселенски бродови, низ целата Вселена. Зашто треба да време да отиде до другите звезди. И сега математика е тука неумолива. Секој вселенски брод треба да посети толку и толку звезди. И ево, јас им давам со таа математика можност во секунда, истата секунда, кај сака да отиде. Значи, тргнува тука и во истата секунда е, во следната секунда, 500 милиони светлосни години понатаму. Се створува точно пред некоја звезда со планетен систем. Добре, во секунда, значи. Не трошиме време на патување. Дали тоа ќе биде преку некоја црвја дупка, не е битно. Stargate, сеедно. Влегува, излегува во истата секунда. Значи не трошиме време на тоа. Колку време да ја дадеме да испита една планета? Добро. 10 секунди. Добро. Пресметам 10 секунди со трикордер, да кажем. Добро. Нека биде така.
све да испита за тие 10 секунди, да не троши време уопште. И после тие 10 секунди скока на некоја кој знае која друга планета. Знаете ли колку време ќе им треба да посети до сега, односно колкав број на звезди ќе посети до сега за овие 13,7 милиарди години со флота од милион такви вселенски бродови? Звездани системи да посети. Да, ќе посети половина, да кажеме, од нашата вселена. А другата половина? Значи, ние имаме шанса да кажеме 50%, значи ова е чиста математика. Им даваме на таа воземна цивилизација све. Значи, во секунда да тргне, да отиде кај што сака, само 10 секунди све да научи за една планета и да отиде на друго место. Само половина од планетите ќе не планетите, звездите. А што ако некоја звезда има, да кажеме, две планети кои што има живот и на двете? Значи, сега, што излегува следното? Добро. Значи, можеби дошли до нас. Кога? Ако дошле кај нас пред 10 милиарди години, не постоело сонцето, имало некое друго сонце. Значи, треба, освен што нема да не посетат заради бројот на планетите, нема да не посетат заради тој синхроницитет. Треба точно да се потрефи моментот на цивилизацијата на луѓето е, да кажеме, 10.000 години стара. Ако збориме за општество некакво си. Ако дошле пред 100.000 години, што ќе виделе? Ништо. Ако дојдат за едно 10.000 години, кој знае дали ќе бидеме тука. Така. Тоа е последната бројка во формулата се нарекува така наречениот факторот на судниот ден. Колку една цивилизација има шанса да се ние како цивилизација имаме шанса да обстоиме толку време. Што пример Кенеди и Хрушчов 50-тите години, еден од нив не попушти, во случајот мислим дека Хрушчов малце попушти. Што ако случајно отишле ќутук на утук и се спукале. Отидовме. Па сепак, колку, бидејќи вие зборите оно што официјалната наука го кажа. Научниците често пати биваат перцепирани како скептици, луѓе со затворен ум, кои не се спремни да примат. Уфолозите отидоа малку повеќе, кога се дојде момент дека научен доказ не може да биде, тоа почна да преминува во некоја верзија на секта или религија, каде што веруваш, знам дека има, па и овие што кога ќе се сретнат, кога ќе видат нешто и кога даваат изјави, тие дури веќе не ни велат дека видов појава, која не можем да ја објаснам. Не, он тврди дека видел летечко тело од друга. Значи, веќе се убедувања што е. И не е малце. Многу е тоа. Еве да земеме лудаци, да земеме фанатици, да земеме луѓе кои толку многу посакуваат тоа, па им се причинува. Да земеме луѓе кои имаат проблем со перцепција. Па сепак останува еден добар процент на луѓе кои се нормални, кои стварно не можеш да им се подсмеваш, кои имаат и образование и тврдат дека виделе, почувствувале и дека нивниот ум не ги лаже и им е многу јасно. Како ги објаснувате тие појави? Има различни, нели, треба практично речено секоја појава да се анализира посебно, затоа што различни се луѓето. Пример, еден многу често цитиран од уфолозите, во Америка брачниот пар Хил биле киднапирани од воземјаните и после неколку дена вратени на истото место. Одале со кола некаде, ги киднапирале, ги вратиле назад. Тие не се сеќаат на ништо, само сватиле дека има дупка во сеќавањето, отишле на лекар, на хипнотизер, тој ги хипнотизирал и со хипнозата почнале да се сеќаваат на некои детали. И тоа многу во секоја ова литература што се занимава со летешки чиник, ќе го прочитате тоа. Добро. Значи, брачниот пар Хил. Меѓутоа, ако малку подлабоко се анализира, веднаш излегуваат работите. Тоа се случило 50 или 60 години. Мажот, сопругот, нели, тој бил црнец. Сопругата бела. Во тие времиња такви комбинации многу тешко се случувале и биле стално под удар, нели, на околината. За да се најдат некое така некоја дури мала локална слава, која станала всушност и голема,
да свртат внимание кон себе, а да оттргнат вниманието од оној проблем бели и црни, нели? Едноставно го измислиле тоа. Затоа што докажана работа е. Хипнозата може да врати некои сеќавања што, да кажеме, ситни некои работи што се заборавени, меѓутоа да врати комплетно сеќавање на, мислам, толку драматично доживување, такво нешто не се случувало. Па како онда тогаш под хипноза и двајцата би дале исти одговори со детални описи на чудни места? Значи, или претходно се договориле да се направат реклама. Ама хипнотизерот? Или хипнотизерот, не знаеме што се случувало на самата хипнотичка сеанса. Или пак хипнотизерот малце настапувал... Добро. Ова е нешто убедувал малце повеќе. Херметично, па не можеме да го видиме. Но имаше 80-ти или 90-ти години. Добро, окей, ќе се согласам дека хипнозата и не мора да биде точно. Мислим дека значи, не се прифаќа никаде како едно од најинтересните видување кои се обидува да го сега дури на Discovery имаше повторно околу тоа, не успеа да го објаснат. Бидејќи во Discovery сакаат да раскрикаат доста работи, ама и они сакаат малце да забегуваат малку во мистичното. Тоа е на деден град во Америка кога се појавуваат Феникс. Светлата на Феникс. Светлата на Феникс. Да се побара тоа. Да, едноставно е, да, се крена страшна бука околу тоа. Околу тоа. Ја го гледав, па нема месец дена како го прикажува, навистина не можев, не дадоа никакво логично објаснување. Јас ќе кажам. А се они не знаат, вие знаете. Баш ми било. Не, кажам, не сум го измислил тоа, нормално веќе е кажано. Ако може да видиме, баш на угол ќе се види. Значи, повторно ќе се навратиме на дефиницијата. Дали тоа што огледаме, дали има некои невообичаени летачки својства? Ќе видиме дека не. Да, светла... сите рекоа дека не сум го нашол уште, има малце проблем. Значи, тоа се точкици, неколку светла, тоа се случува вечерно време, како полека паѓаат и се гасат, меѓутоа се гасат затоа што всушност одат зад планината која е позади градот. Добро. И ги видовме. Да, се гледат. Да, снимки има многу. Неколку снимки се дадени. Но тука нема ништо Phoenix се пишува. Се извинувам, добро. Phoenix Lights UFO. Значи, според дефиницијата, веднаш можеме да отфрлиме тоа како нешто интересно. Меѓутоа имаше навистина запалени луѓе беше, тоа е тоа. Да. Еве го. Имаше луѓе што добро. И се чудат што е ова, а се објаснувањето е многу едноставно. Во тоа време американската војска, ова во близина има база, аеродром има тука во близината, и американската војска вршеле некои си вежби. Овие се така ги викаат светлички бомби, значи тоа е факел еден да кажеме, на падобран се држи и многу полека паѓа осветлува доле земјиштето. Ама ова не осветлува. Ова е точка на небо која свети, ама затоа што е многу, меѓутоа затоа што е многу далеку. Значи, ние го гледаме како точка на небото. Значи, факел таков, да, во далечина се гледа баш вака. И се работата што полека паѓа, значи, многу долго. Да, точно. И сега што е работата? Значи, не иде ни лево ни десно, едноставно паѓа надоле, како што и секој падобран. 97-ма. Да, така. Како што и било кое тело на падобран закачено, полека ќе паѓа. Сега, колку брзо ќе паѓа, тоа е друго прашање. Зависи од оние термални струјења што се во близината на планините. Ако прашате некој што лета со параглайдер, ќе ви каже кога ќе начека некое струјење нагорно, тој се качува горе, а не паѓа. Значи, ова таква била тогаш атмосферската прилика, да многу полека се спуста надолу. Ништо чудно нема тука. Затоа што овдека не се гледа ниту форма, било каква. Имаме точка светла, ништо не значи. Немаме форма, камоли на летачка чинија. Добро. Се обидувале да прават анализа дали светлото одговара на тие светлички факели. Зашто отлика се знае која е бојата. Меѓутоа, може се прави спектрална анализа директна, а не може од снимка што е на видеокамера. Тоа е потполно погрешно. Има такви анализи, тоа е глупост. Може само директно да се прави. Тоа знаеш и значи во старт направиле грешка. Овако не можеш да ја снимиш некоја звезда па да дадеш да ти прават спектрална анализа, туку директно кога се наблюдува тогаш може светлината да се. Бидејќи
целиот спектар на светлината на снимката не е содржан. Така. Не. Добро, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме за уште неколку феномени во врска со НЛО. Продолжуваме со гостите да разговараме на темата НЛО, УФО, постоење живот на други планети и да ги спомнеме најзначајните појави кои се основата, бидејќи во основата за верувањето дека контакт е веќе воспоставен. Ги спомнавме најзначајните, не дека нема, има уште многу такви појави. Има една работа со која со господинот Радан разговаравме прошлиот пат, а тоа е па дури морам да ви признам дека дури и луѓе политичари, многу сериозни луѓе, и тоа луѓе дури кои се и научници, искрено веруваат во сторијата за планетата Нибуру. Не еден сериозен научник. Да, и јас би рекол така. Значи, постои една теза дека во Сочевиот систем постои планета или звезда или нешто кое ни се приближува, чија гравитација е многу поголема и дека во овој момент неколку обсерватории го гледаат, но постои една завера тоа да се прикрие, бидејќи ќе дојде до некакви големи тектонски пореметувања на планетата Земја, на животот и пак повторно. Сето тоа се заскрива заради првим би го замолил Радан да каже за постои ли таква планета? Апсолутно не. Што е тогаш ова, Радане, погледни, те молам. Може да напишете и Шубиру исто би било. Што сакате можете да заокружите и да напишете и тоа не значи. Ова е созвездие Стрелец. Да. Созвездие Стрелец. Или помеѓу созвездие Стрелец и Јарец. Добро. Да. Познато ви е теоријата за... Да, значи тој од Захарија Сичин потекнува. Тој напишал книга за тоа. Тој е, да кажеме, аматер кој се занимава, да кажеме, со некои така стари јазици и наводно нашол во со клинасто писмо, нели напишано нешто од стари некои записи. Имаше една, не ја ставив тука фотографијата, има една плочка, нацртан е еден владетел, долу со клинасто писмо се пише убаво. Неговиот поданик му дава поклони. Тоа е текстот со клинасто писмо, кој Сичин го сосема поинако друго значење му дава. Горе има нацртано неколку кругчиња кои Сичин вика ова се планетите сите, значи не е само Уран, туку и Нептун и Плутон, и плюс има уште една планета, Нибиру, нели? И тој сега прави една хипотеза. Планетата Нибиру има периода, значи се доближува, значи прави цела елипсата ја заокружува за 3600 години. 3600, се извинувам. И сега зошто е тоа така? И вика, прво, како луѓето дознале за земјоделството, како им текнало да се занимаваат со земјоделство. Тогаш планетата Нибиру била блиску до земјата, тие воземјани дошле на планетата Земја, им кажале на луѓето, им покажале како треба да се занимаваат со земјоделство и се отишле, бидејќи планетата се кружи, ќе се врати таму некаде подалеку. Второто приближување е, значи тоа е некаде 10.000 нешто години пред нашата ера, 10.000 години. Минус 1600 години, следното е веќе откривање на гранчарството. Значи, Сичин мисли дека тоа се... Wi-Fi одма? Мисли Сичин дека во скокови се одвива еволуција на човекот. А не е така, мислам, тоа се мали ситни пронајдоци кои потоа се шират ни целата човечка популација. И така, натаму се доближуваме, нели, до сегашни времења, што значи дека требало негде 200 години пред Христа да се доближи Нибиру, меѓутоа нема никакви записи за тоа. Тоа значи една огромна планета треба да се види на небото. Нема записи за тоа.
Интересна работа е ова се надоврзува на сето тоа дека скоковите, нели, дека во суштина тие скокови во цивилизацијата човекот нема концепт да ги измисли, туку едноставно ниту инспирација, ниту концепт, како модел кој би можело, што е по мене малце и понижувачки гледање спрема човекот. Од друга страна, бидејќи дури религијата тоа го тврди, дека ние постојано можеме да еволуираме, тој светиот дух кој ни помага да ги надминеме границите и согледувањата. Но од друга страна, експлозијата на пронајдоци кои армиите, воената индустрија го направи во 20. век, па 19. век, како сакате, е резултат токму на тоа, дека експлодира просто цивилизацијава со неверојатни пронајдоци. Сето тоа е благодарение на некаква деривација на alien technology. Особено тезите дека нацистите користеле такви работи, затоа и биле дошле до такви откритија, затоа биле многу понапредни од Русија, од Америка, и затоа, нели, после Втората светска војна они ги земат. Ерих фон Даникен иде во Америка, човекот кој го направи V1, V2 и кој го бомбардираше Лондон, стана клучниот човек за да ги упати американците на месечината. Па тие истите тврдат дека не сме ни мрдале, не сме ни слетале. Добро, Вернер фон Браун, мислам, бил многу способен инженер. Германците методично си работат и навистина бил понапред отколку луѓето во Америка. И едноставно морале да го ангажираат и си се покажал на дело човекот. Меѓутоа, не е тоа нешто драстично повеќе и од нашата технологија веќе постоела и која нормално се развивала. Затоа што и американската ракетна програма всушност имале компетитивност екипата на Вернер фон Браун со домашните. Летале ракетите едните од едната екипа и другата, само од Браун биле поуспешни. Значи, не постои таков скок во еволуцијата на човештвото. Во последно време експоненцијално се развива, меѓутоа се постои она поврзаност, нема нагли скокови. Едно се врзано на друго. Ни буру не е видена. Многу не, ниту ќе се види. Значи, не може да видите нешто што не постои. Така. Значи, буквално не можете да видите као да гледате, видите добра си го видите, па не може да го видите кога не постои. Јас не знам дека дече не заспал. Значи, приказната има некоја подкрепа во некаква си литература, за да некој си ја превземе, си ја сожвака онака како што мисли дека ќе ја треба да некој тамо да проколта, најполесно ќе го проколта. Тука се медиуми. Гледате ова што го покажате, тоа е со звезди и стрелци. Ова го гледа речиси, да не кажем скоро цела планета. Ја мислам дека може да се види и од јужен пол, а може да блиску и до северен пол ќе го види. Еве, кога ја спомнуваме, например, а што е тогаш ова? Ова Венера ли би требало да биде? Да, апсолутно. Апсолутно, ја мислам дека тоа е баш скоро направена фотографија на некоја конјункција од планетите. Ова сигурно некоја друга планета блиску до неја. Тоа може да биде Марс. Еве го. Многу едноставно може да собори тезата за Нибиру. За да има живот на таа планета, треба, нели, бидејќи тие стапиле во контакт со луѓето на Земјата наводно, морало да бидат слични колку толку физиологиите на тие суштества. Што значи дека таа температурата, да кажеме, таа површината на таа планета треба да биде во некој си распон меѓу 0 и 100 степени, нели? Меѓутоа, бидејќи периодата е 3600 години, тоа значи дека најголемиот дел од орбитата на таа планета лежи далеку некаде зад Плутон, кај што температурата е минус 260 степени. Сега азот се наоѓа во чврста состав. Да. Сега во книгата е објаснето како една хипотеза, да, вика, ама од долу доаѓа топлина од планетата заради, кажеме, радиоактивно распаѓање, нели? И ова е некоја уметничка импресија како Апсолютно, она би требало да изгледа, како некој црвен џин поголема и од Јупитер. Гледате, значи од Јупитер. Јупитер, еве, значи сега погледнете на небо, кој ќе се стемни, он се наоѓа прилика негде правец југ-југо-исток. Сјај толку што не може да не го видите и сега ви доаѓа погледате какаво тело, Уште посебно од него.
И да не... астрономите да не гледат, поготово кажу, се може да се гледа само од јужен пол. А и тогаш научниците ќе прашаат, ако постои живот на оваа планета, колку е гравитацијата? На Јупитер и гравитацијата таму би биле, ако овде имам ја 2,6 пати, мислим дека беше појака во однос на Земја. Значи овде како имам 80, таму би имало на површината на атмосферата. А плюс тоа, например, на Јупитер не може да застанете. И на вакви планети не може да застанете. Таму се живее во облаци. Така што ова што е хипотезата од Сичен дека од внатрешноста на планетата има загревање, воред да кажеме дека на тие далечни пространства таму кај што е минус 260, од оздола доаѓа топлина, значи на површината е плюс 20, пријатно. Меѓутоа, све се нарушува кога се доближи до сонцето. Тоаш таа температура плюс 200 и кусур степени што доаѓа од сонцето и веќе имаме рерна од 300 степени. Исто така нема можност за живот. Исто така тука имам доста луѓе кои велат дека Радан еднаш те прашав, не постои телескоп што може да ја види површината детално на месечината, за да може да го забележи, например, Аполо 11. Ами има орбитер, како што снимал таа. Од Земја да направите за да видите, тоа се во телескопска астрономија, значи физика, оптика ви кажува за како треба да биде огледало, за да видите, значи проценете отприлика колку површина на Австралија. Така. Што со те дека за да видите таков детал? За да видите детал од метар, рецимо. Но постојат орбитри. Орбитри постојат на неколку планети, имаме испратено. Денес прочитав една многу интересна, вика планета во која има исклучиво вештачка интелигенција и вештачки живот е Марс. Заради сондите, роботска планета. Постојат, дури и Google Earth можете да го отворите. Он има детални мапи на месечината, детални мапи на Марс, ноќното небо може да ви помогне. Се појавуваат многу теории и тези дека на површината на овие, особено на Марс, се забележени цивилизации кои намерно се прикриваат од X причини. И сето тоа НАСА го овакво. Исто како и теоријата дека Аполо 11 не слетал, дека сето тоа Кјубрик го режирал од некој вакво студио. Документарецот слаби. Документарецот. Од друга страна, знаете, ја прво прашање би го поставил кога некој ваква теза. Толку биле глупи русите во таа пропагандна војна да не го приметат тоа. Они први ќе ги раскринка, нели? И го раскринка на некој начин, се ќе ви кажам на кој начин го раскринка. Значи, пилотите кои учествувале во Аполо мисија кај американците, нивни биле спротивставени советски пилоти. Тоа се биле пилоти, тоа се не биле цивилни лица, тоа се од војни бази се регрутирани луѓе да бидат астронаути и космонаути. Да појасниме, космонаут е амерички патник, а астронаут е русин. Тајконаут е кинез. Тоа има посебни дефиниции. Кога слетеле овие на месечина, знаете ли кој бил одговор на руските пилоти, тоест нивните колеги? Крилјата пилотски им ги пратиле, им кажале, тоа е нешто као предавање на мач кој ќе изгубите војна. Так. Им ги дале нивните крилја и кажа победивте. Не победивте. Респект. Значи тоа е, ако тоа го направи астронаут или рускиот пилот, на амерички пилоти призна дека овој победил, што би се сега ние расправа. Тоа е едно. Друго што ви спомнате дека НАСА е се, само не организација која нешто сака да крие. Пример, денеска сега откусете на интернет, вие ќе видите што денеска работи ровер кој истражува Марс, малте не во реално време, со неколку сати за доснување. Дури не само што не кријат, него стимулират сите научни... Што ќе забележат нешто да пријават. Значи, вие, јас, можеме, има тоа денеска го прават целите универзитети, буквално секоја слика што слика стотици слики на ден. Ја прегледуваат и ја гледаат детално и прават цели научни трудови, каде што откриват одредена структура на камења, метеори на Марс.
И од буквално насад, без тоа да не се каже да се крие, она им дава на заедницата, изволте, проучувајте вие, ние ќе се бавиме со малце повисока наука, а вие, студентите, обични луѓе, открите тоа што открите, донесете ни, ние ќе го направиме. Јас знам за неколку случаи каде што буквално средношколските тимови направиле некои научни трудови гледајќи ги снимките од Марс. Друго, средношколските тимови откриваат комети од снимките на СОХО сателити или на други. Откриваат буквално комети за кои научници немаат време да ги работат. Многу најново, ако сте прочитале за така наречен некаква многу сумнителна формација на Марс, која не ги откриле, не знам кој него аматериве од Марс, човекот аматер кој го сликал Марс, со толку добра резолуција, открил дека имал нека формација на облаци кој ден денеска не знаеме како е и што се случува. И еве, тоа може да предизвика, да кажеме, некаква си да кажеме, нова теорија на заговор. Човекот снимал, изволте, да седна цел свет објаво. Наука, величина на наука е во тоа, што е отвореноста на кон цела заедница. НАСА нема никак, може да има НАСА во смисла, ако има некој технолошко, па да види какви ракети, мада рецимо, и тоа не би рекол, например, сега ќе ви кажам податок, рецимо дека НАСА купува од Руси војни ракети, што биле порано стратешки ракети за бомбардирање на Америка, сега такви ракети ги купува од русите, ги лансира свој Атлас 5 ракета, ги лансира со такви ракети. За во Вселена да испраќаат сателити. Едни ратуваат во Украина као не знам што, а вамо си купуваат ракети, си лансираат ракети. Па еве ги сега ќе се спојуваат повторно во Вселената. Па се споја, прати американци и русин, пратија на едногодишна прва најдолга мисија после овој русно, како се на американците им се брза затоа што ќе испраќаат човечки екипаж one way ticket за Марс. Идеме, дефинитивно е следната дестинација. Последната голема теорија на заговор вели дека контакт е воспоставен многу одамна и дека ние не треба многу далеку да гледаме и дека нам ни е пред нос. Поточно, мистеријата за месечината. Ја не сум знаел дека постои мистерија за месечина, но следев едно предавање кој изнесе некои многу чудни тези. Сигурно Радан ќе се возбуди како астроном доста тези. Значи, прво е тезата дека месечината по својот состав, тезата како настанала, воопшто не држи вода. Ека научниците не сретнале таков сооднос на две планети, месечината не ја сметаме, вика, како планета, затоа што Плутон е помал од месечината. Тоа е на предавањето го слушав. Да. Значи, не постои начин на некаква си космичка колизија да се создаде, не знам, од таков удар, да се создаде месечина и таа да остане во орбита во која е сега. Што е најфасцинантно во целава работа? Проучувањата на сондите кои ги испраќаат, па и последнава, како ја нарекоа, не се вика Deep Impact, нели пуштија на темна страна на месечината, слета една сонда со удар, ако не се лажам. Не, на светла страна таа. На светла, се извинувам. Затоа што кога ќе удри, спектроскопска анализа се прави токму на изфрлената материја. Не постои темна и светла, постои поблиска и подалека. Се извинувам, темна за нас. Невидлива за нас. Невидлива за нас. Сакам да кажам дека она што ги фасцинирало, значи они ги читале научните податоци и врз основа на тоа дошле до следниве одговори. А тоа е дека месечината прво не се однесува како планета, туку како шупливо тело. Значи при удар дека она буквално звече како звоно. Тоа е едната теза. Се извинувам да ги изнесам барем тезите за да си имате простор да ги да кажете, ако не тоа би било и мене здодевна емисија. Втора работа е составот на месечината. Дефинитивно се тврди дека на месечината има вода. Од сите овие се ја морам да го скратам, не можам да го реплицирам целото предавање, е дека
месечината во суштина, ако ја гледате по составот на минерали, метали, состојки кои ги има, повеќе делува како некој облога, оплата космичка, дека се работи поточно за меѓудзвездено патничко тело или не знам така нешто, одошто да се работи за некаков природен сателит создаден во некоја си невозможна космичка колизија. Астрономијата е многу јасна по тоа прашање, затоа што тука се веќе физички закони кои нема тука бегање од нив. Се знае колка е месечината, гравитационите делувања се познати, орбитата околу на месечината околу Земјата тоа ни го кажува. Значи точно се знае колку е масата на месечината. Се знае колку е голема, што значи дека густината е позната работа. Значи ако е шуплива, тогаш густината е била многу мала, средната вредност. А не е така. Значи масата Не ме фаќајте за Не, збор, не, тоа е познато. Не, овие се познати тези. Да. Се е борете. Значи самата физика ни кажува дека тоа не е можно, затоа што масата на месечината и големината на топката таа таман се одговара на најнормално небеско планета да крстиме, нели? Небеско тело. А всушност составот е многу сличен на Земјата, донесени се карпи месечеви, нели, на Земјата, правена анализа. Постоечката што е хипотеза што, да кажеме, најмногу има изгледи дека е вистината, многу одамна пред некој си кога се формирал, нели, сончевиот систем, некое големо тело удрило во планетата од која дел денеска е Земјата, се расцепила на две, помалиот дел е месечината, поголемиот дел е Земјата. Значи затоа имаат сличен состав и слична густина. Тоа е битното прашање. Затоа е дека напротив немаат. Напротив се знае, значи масата се знае колку е голема, густината и густината. Тоа се екзактни работи, тоа не е нешто што може да се дебатира, значи густината е мерливо. Значи ние нешто мериме, значи тоа исто како да ја заставам на важно. Не зборам за тоа, Радан. Збориме дека се различни. Втора работа која велат да го направиш тоа во космички колизија, нели, Тихиот океан смета дека е местото од каде се излекла таа најмногу маса. Значи, трето тело, Земјата ја имате, удира некое тело, тоа често се случува. И од таму се дига во небесата толку многу материја која се уформира како месечина и останува во една таква цврста, стабилна орбита која е просто невозможна, велат. Не, значи во астрономијата тоа е најнормална појава, значи едно тело да удри во друго, да го расцепи и тие се останат во некоја орбита меѓусебна. Нема тука нешто. Не е тоа нешто што е тајна. Ние го гледаме денеска во сончев систем дека имаме страотни докази за страотни судари. Калорис базен, така наречен Калорис базен на Меркур, кој би се вика дека малце да бил поголем, немаше да го има Меркур. Значи скоро половина Меркур е кратер. Овој како се Миранда, сателитот на Уран. Руп петина на него, че мислиш, многу посетува на Death Star од Да, баш е тоа. Да, баш така изгледа од Повтори? На Death Star, да, баш така како топка со дупка внатре. И имаше уште еден на сателит на како се вика на Сатурн, само за му заборав име, ама изгледа буквално како да се две половини вака залепи. И има како грба една вака средина. Значи ние денеска ги гледаме страотни нешта што се случуваат во Вселена. Плюс ние денеска знаеме за 8 планети во сончев систем. Земјата кога настанувала се претпоставува дека имало околу 100 планетоиди со разни големини. Со големина на помали од Марс до големини можда и поголеми од Земја. Ама се судирале едни со други и од тоа што нешто каснал Јупитер, Сонце го изфрлило или проголтало, друго нешто станало, еве сме сега во рајот. Има ли нешто што ви е мистерија? Еве, све отфрлате, ништо не прифаќате, Марс нема мистерија. Сонце нема мистерија. Месечина нема мистерија. НЛО нема мистерија.
сите видувања, сите покажувања Ја гледам имаат убавина во научна. тоа. Си извинувам. Све што се обидов, она што е најзначајно од НЛО, едноставно постои логично објаснување и така натаму. Имате ли, ти се изјасна. Ја би ја завршила емисијата со гостинот, повеќе пати си го кажал и го знам твојот став, го знаат. Има ли нешто што остана како мистерија, каде што човек може да го проучува од археолошки, од астрономски, од астрофизички, нешто што е необјаснимо, нешто што барам малце поинаку? Значи, мистерија, надвор само од НЛО проблемот, мистерија е се. Значи, уште многу имаме да откриваме, науката уште многу има да работи. Многу малку знаеме всушност. Меѓутоа, она што го знаеме, тоа се физички закони кои се непроменливи. Тоа што сме го нашле, ќе се постои и наредните илјадници, милиарди години понатаму. За планетиве, за Марс, уште многу работи има тука се открива. Во релативно скоро време на месечината најдена е, да кажеме, детектирана е вода во замрзната состојба, затоа што на северниот пол, во кратерите, сонцето тука, сончевите зраци никогаш не допираат. Значи, практично речено може нека комета што паднала тука, парче нека од комета, да го донела тој мраз, таа вода таму. Да, ама веднаш и под прашањето. Каде е таа вода кај кометата? И е многу здраво за готово го земаме, да, дошла, животот настанал, паднала од комета. Од кај донела таа комета? Тие се тие мистерии, има хипотези. Делови од живот. Делови од живот. Можно и тоа, можно. Така што... Значи, има уште многу да се открива, мистерии има Вселената е преполна со мистерии кои доправа ние сакаме да ги проучиме, а за НЛО све е јасно тука. Значи, може да ви кажам само ќе имаме гостин дефинитивно кој ќе биде се договоривме кој ќе биде каде што јас ќе бидам скептикот за ова работа, бидејќи ви благодарам, нели, човек треба да е скептик за да не биде манипулиран и мислам, окей, Радан, сакаш уште нешто да докажеш, треба да завршиме. За мистерија, за колку може наука да биде возбудлива, јас ти си го бил на курсот, јас до прошла година и до оваа година предававме за така наречени супернови адаптив. Тоа е многу битно затоа што нив одредуваме колку е стар универзум и сите тие космолошки закони натаму. До прошла година ги учевме за едни нови начини како се тоа открива, како се мери. За оваа година видим нови предавања каде што буквално се тоа што сме го знали до вчера, фактички е само можда 5% тачно, дека 95% е мистерија. И ние не знаеме што се случува, знаеме дека тие постојат, кој механизам позади нив стојат, од тоа едно од оние се тие две бели џуџиња што се судрат, едно од тие дека може така, меѓутоа мистерија во универзум, па целото универзум е мистерија. Ја ви благодарам за учеството во емисијата, ќе имаме соработка и натаму, ќе правиме често емисии на теми со емитер, ќе продолжиме соработката. Веќе договоривме повеќе теми со вас, кои ќе имаме во некоја од наредните прилики, ќе направиме и за Никола Тесла. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Пријатно. Пријатно.